Фондацијата за култура и спорт при општина Куманово организира новогодишна културно-уметничка програма за сите генерации. Настаните кои ќе се одржат во просториите на Занаетчискиот дом се бесплатни. Годинава, исто како и претходните, нема да има новогодишни концерти на плоштадот, но надлежните од фондацијата се оптимисти дека со културната програма ќе ги задоволат критериумите на кумановци. Почнувајќи од 14 декември ќе се случи промоција на книга на Силвија Краљевска во 18 часот во Занаетчиски дом овде во Куманово. Веќе на 21 декември ќе се случи промоција на книга на Ана Аврамовска, што е поврзана со нашиот град, во 19 часот во Занаетчиски дом. На 22 декември ќе се случи еден многу интересен настан исто така во просториите на Занаетчиски дом. Станува збор за јавен историски час кој ќе го води Сотир Костов. Сите вие медиуми ќе бидете повикани, меѓутоа сакам да напоменам и дека влезот е бесплатен и сите се добредојдени, особено помладите. Веќе на 23 декември почнува таа новогодишна еуфорија во однос на нашата програма. Дарко Тодоровски ќе ја отвори новогодишната програма со предновогодишен концерт во Занаетчиски дом од 19 часот. На 27 декември во 12 часот е планирано новогодишен концерт во Занаетчискиот дом да одржат учениците од Нижото музичко училиште Панче Пешев. Наредниот ден, односно на 28 декември со почеток во 19 часот, концерт ќе одржат и младите бисерчиња. Одбележувањето ќе заврши на 29 декември со гостување на театарот од Скопје со представата Каде е Рудолф, наменета за деца од 4 до 12 години од едукативен карактер.